Ситуацијата сега е мирна по вчерашното невреме кое го зафати гостивари околината, но штетите кои се направени допрво ќе се утврдуваат. Поради силните врнежи од дожд кои траеа повеќе од 40 на минути, беа поплавени повеќе улици и куќи во неколку населби во градот, а водата која надоаѓа од планината се излеа на селскиот пат во Беловиште. Граѓаните велат дека има критични точки кои се поплавуваат по секој пообилен дожд. Зашто се фрла многу џубре од озгора и дека не е средено, треба ова да се среди. Не е еден дол, еден мост или нешто проблем. И не е ова прв пат. Треба да се направи еден канал и тоа е математиката, друга нема. Патов само и доле тамо тие куќиња што ги има фатено. Градоначалникот Арбен Таравари информираше дека екипи од јавното претпријатие Комуналец и од противпожарната станица со механизација интервенирале на терен за санирање на последиците од невремето. Поголеми проблеми настанале во постарите населби каде нема атмосферска канализација, вели Таравари. По новите кај што се инсталирани последните 5, 6, 10 години секаде има атмосферска канализација, а во постарите немало кога се правеле канализации. Меѓутоа и врнежите биле огромни, така да вакви несреќи се случуваат не во Гостивар, туку и во европски градови. Тоа е тоа, кога има поголеми врнежи и редовно се чистат каналите. Сега може би некаде и имало, меѓутоа не може да биде само еден канал да биде причина за се поплави цел град. Не се работи за една населба, се работи за повеќе населби. Таравари вели дека вредноста на вкупната материјална штета би се знаела веќе од понеделник. Евидентирани се повеќе штети во повеќе објекти во различни населби во општина Гостивар и вчера и денеска проценителите се на терен за да видат колкави се тие штети да се констатира. Се надевам дека до понеделник после пладнети имаме точни информации. Откако ќе заврши проценката, Советот на општината ќе треба да донесе одлука за обештетување на граѓаните.